Океј, дечки, разбирање. Многу е важно да се разбереме, но не е трагедија и ако не се разбереме. Океј, така да сакам да кажам некојаш луѓево, океј, сакаме да бидеме разбрани, многу е убаво, софи, здраво, многу убаво да не разберат. Ке ви кажам една ситуација, знаете кога бев тинејџер, некаде 16 години, се чувствував неразбран. Затоа што ни татко ми ме разбираше, ни мајка ми ме разбираше, ни сестра ми ме разбираше. Малку кој ме разбира, ама уствари најмногу ја не се разбирав, поради тоа што не знаев што ми се случува. Знаете, сите тие промени кои што човекот ги има во тој период, све мислиш дека некој не те разбира. Уствари, луѓе, гледате, ќе ви кажам една работа. Кога сум бил помалку одговорен, се зборам за тинејџерскиот период, помалку одговорен од кој аспект? Помалку сум допринесувал дома, помалку сум се грижал за домот. Мајка ми викаше ти си дома како на гости, вика ти си дома како да си на гости, и кога се чувствував како да сум на гости дома, у суштина најмногу мислев дека не ме разбираат, а уствари сватив дека најмалку ја ги разбирав нив. Поради тоа што не допринесував. Не допринесував во врска со домот, не допринесував во врска со семејството, и она што се случуваше, мислев дека не ме разбираат мене, уствари јас не разбирав воопшто во околината, поради тоа што сакав такви патики, морав да добиам такви патики, сакав таква тренерка, требаше да добиам таква тренерка, сите работнички има такво и такво, не знам, дресче, ја морав да го имам тоа дресче. А не разбирав дека уствари како татко и мајка ми треба да дојдат до пари за да го дадат тоа, за да ми го удоволат тоа и така натаму. И го немав целиот концепт за животот. Поради тоа што гледате колку помалку имаме концепт за животот, генерално зборам за животот, колку помалку разбираме различни сегменти од животот, толку помалку лимитирана точка на гледиште имаме, и колку по-лимитирана точка на гледиште имаме, толку помалку ние разбираме други луѓе. Поради тоа што имаме лимитирана точка на гледиште. А колку повеќе го разбирам животот, колку повеќе го разбирам универзумот, колку повеќе го разбирам светот, толку повеќе широчина во играта на животот имам, и полесно ми е да разберам, и не ми е толку тешко кога не ме разбираат. Тоа ми е поентата. Полесно ми е да разберам, а не ми е толку тешко кога не ме разбираат. Поради тоа што ако ти имаш широчина и ако разбираш механизмите на универзумот, ако разбираш како работите функционираат, ако разбираш како кои феномени стојат позади нешто, така ако ти разбереш дека напад е најдобро одбрана и некој цело време те напаѓа, ти разбираш дека тој можеби нешто ти сгрешил и крие. Така да ти се викаш, окей, зашто сега јас да се чувствам, не разбирам, окей, разбирам дека можеби тој сгрешил нешто, разбирам дека можеби ако постојано ме напаѓа, постојано ме напаѓа, и нашиве постари тога нарекле кој напад е најдобро одбран, окей, можам да разберам дека, окей, човеков си пати од себе, си пати од тоа што тој ја направил таа ситуација, тој ја направил некоја нечесна акција, тој можеби мене ми сгрешил, окей, сега ме напаѓа, окей, разбирам и тоа. Сега, ако ние го разбереме животот, ако ние почнеме да ги разбираме феномените позади случувањата, ако ние почнеме да разбираме добро како можеш да заработиш повеќе финансии, ако можеме да разбереме како можеш да се разбереш со повеќе луѓе, ако можеме да ги разбереме типовите на луѓе, ако можеме да ги процениме луѓето по скалата на емоции, нема многу лично да си ги зијаме работите, поради тоа што имаме многу поширока точка на гледиште. Ако имаме поширока точка на гледиште, ние сме повеќе заштитени од случувањата и работите во животот, поради тоа што ги разбираме. Гледате, ако ние не ги разбираме работите, тогаш страдаме од случувањето од животот, поради тоа што ствари ние мислиме дека нештото ни е лично направено, дека некој ни направил неправда нас, уствари тој си направил неправда себе. Можеби ние сме во дадена ситуација каде што страдаме во врска со нешто, поради тоа што и ние не сме разбрали како ние сме се ставили у таа ситуација. Поради тоа што секој човек до некој степен се ставил во ситуацијата во која што е. Имав, не знам, предавање, го немав тоа предавање на
социјалните медиуми во врска со нарцисоидни особи и така натаму. На едно од работите на крајот на заклучокот во врска со нарцисоидните особи е зашто човекот е со нарцисоидна личност. Зошто е? Зошто тој е поврзан? Тој знаел дека човеков е горе-доле нарцис, знаел како тој влие врз него, зошто тој се донел во ситуација да биде со таков тип на личност. Сега, ако ние разбереме зошто ние сме у таква ситуација, зошто ние сме во даден склоп на околности во нашиот живот, тогаш помалку ќе ни значи дал некој не разбира. Сега си викаш, не требаше наму да оди муабетот, ама луѓе така е, затоа што не треба да гледаме, окей, зашто мене некој не ме разбира, зашто мене некој не ме разбира, зашто мене некој не ме разбира. Јас, татко ми и мајка ми беа феноменални родители. Со татко имав прекрасна релација. Во два наврата само во животот сум се карал со татко ми, иначе беше целосно мој, како да кажам, херој во смисол на тоа дека стварно беше човек со голема душа. Ама имаше два моменти во мојот живот кога со татко ми не се разбирав и многу сакав татко ми да ме разбере. И гледайте, дадени работи во мојот кои што останале од неразбирањето со татко ми, се работи кои што јас сум морал да ги разберам зашто тоа се случило. Работејќи на себе, ја го разбрав тоа. И сам ја залечив таа рана на тоа дека татко ми не ме разбирал. Сега, кога вие знаете мојата историја, завршив медицински факултет, не сакав да продолжам да работам, не знам, во таа струка, сакав да си бидам ова што сум сега и така натаму. Татко ми беше доктор по медицина, сакаше да го наследам. Во таа кариера не ме разбираше човеков. И ја кога ќе добиев некое постигнување или кога ќе направев некоја голема работа во ова што го работам и кога ќе добиев некоја голема потврда, секојаш прво одев да му ја споделам него таа потврда. Сега секој што мене ме знае, ми го знаел мојот однос со татко ми, од кој јас сум рекол дека нема да бидам веќе доктор, знае дека татко ми бил антагонистичен кон мене во тој период. После тоа веќе не беше, поради тоа што имаше период кога почнуваше да ми дава поддршка и за ова што го работам. Но во еден период не ми даваше поддршка за ова што го работам. И што се случуваше? Ја трчав кај татко ми да ја добијам потврдата дека сум направил нешто. И татко ми ќе го спушташе жаргонски речено, да беше пофалбава или потврдава нешто со медицина па да ме израдуеш, бе сине. И ти ќе те спушта емоцијата така ладно и ти ќе паднеш со твоите емоции, но гледате секој од страна што го гледа тоа, би рекол, Жарко, зошто не идеш кај сестра ти која што ти дава потврда? Па и кај мајка ти која што поишете те сапортнува, што би рекол, повеќе те поддржува во однос на твојата струка отколку татко ти. Што не идеш кај другарите се повели? Зошто трчаш кај татко ти? Секој од страна ќе види дека јас не сум требал да идам да ја барам таа пофалба од татко ми, ама нешто мене ме терало да идам да ја барам таа пофалба од татко ми. Да ја барам таа потврда од татко ми. Гледате, тоа го правев се доека не ја залекував својата рана. Духовна, ментална рана. Зашто татко ми не ме разбирал, како може татко ми да не ме разбере и сум сакал татко ми да ме разбере. Кога јас, работејќи на себе, дојдов до тој момент зашто татко ми не ме разбере, или што јас сум направил за татко ми да не ме разбереш, уште поважно, затоа што тој период кога сум бил помлад, кога татко ми не ме разберал, уствари и јас сум бил тој проблематичниот, па си викаш како човеков да ме разбере, ама јас сум го сватил мојот дел од одговорноста на мојата лоша релација со татко ми. Кога сум го залекувал тоа како ситуација во мојот живот, знаете дека не трчав на секоја пофалба и на секое постигнување кај татко ми да ме разбере. И знаете што се случуваше? Татко ми трчаше кај мене да ме праша зошто сум толку среќен и какво постигнување имам. И му викам, тато, бе, нешто поврзано со мојава работа, па и ти знаеш дека не ти интересира. А и идам да се видам со... Абе, кажи си, не кажи. Браво! Си викаш, леј, не ти треба да те разбере, не ти треба да те пофали. Ја добиваш таа пофалба и го добиваш тоа разбирање. Во моментот кога ќе ти е многу важно некој да те разбере, особено ако тој некој од другата страна не е премногу свесно битие, може би е некој кој што си има игра со тебе, нати го, дај ми го, каде што си се, не знам, си ги стискате дугмињата еден со друг и се ти трчаш тој да те разбере, многу ти е важно тој да те разбере, дел од играта, од неговиот реактивен ум да не те разбере. И се зашто трчаш во таа игра, ако тебе те мора ој да ме разбере. Чекај, зашто не ме разбере? Чекај, човек, прво треба да се разбереме зашто на нас не е многу важно тој да не разбере.
Ако е ти е премногу важно тоа да те разбере, имаш некој тип на игра, ти никогаш не ме разбереш, бла 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 бла, тогаш може имаме работа на самите нас. Поради тоа што се доека ни е премногу важно некој да не разбере, луѓе нема да ни го дадат разбирањето. Овој универзум е чуден. А осети дека нешто ти е многу важно да го добиеш, ти прави игра за да не го добиеш. Ама ако ти си флексибилен, викаш, абе, можам да го добијам разбирањето, не можеш да го добијам разбирањето, гајле ме на крај крајшта, јас се разбирам, ќе го добиеш целото разбирање. Проблемот е дал ти се разбираш себе си. И ако ние се разбираме себе си, не ти е многу важно дал ќе добиеш разбирање или нема да добиеш разбирање, зашто разбираш, ти си над играта. Гледате, кога си во играта, вплеткан у пајажината која што ти си ја пуштил, ти си заборел дека си пајакот што ја пуштил пајажинава, некаде во играта на животот, зашто ти не си разбирал некого и ти си правил на твоите да останат и они неразбрани, па татко и мајка ми кузме, па си викам и они колку пусти страдале дека ја не ги разбирам. Ама они мене не ме разбира, тоа е најзначено, зашто они мене не ме разбирала, бе. Ја кога сватив дека јас не сум ги разбирал нив и дека сум можел многу повеќе да ги разбирам, и кога сум им ги давал сите тие пофалби, потврди, јас сум ги разбрал. Абе, знаете дека ми прекина тенденцијата и желбата да ме разберат. Си викам, глеј мајката. И уствари, може ја не сум ги разбрал. Може ја не сум разбрал некого слично на тоа. Видите, да се разбереме. Има луѓе кои што се таков тип на души, кои што се покрути души, на нив не им е ни важно дали ќе ве разберат. Ти ако си мека душичка, тебе ти е многу важно да те разберат, зашто ти неќеш да имаш проблеми. Ви текно кога зборев за меки души и за остри души, меките души секогаш се поврзуваат со такви остри души, и се играта е на мекава душа, ти не ме разбереш, острава душа, дебе, па и ти само да те разбере некој лигав си, ваков си, онаков си, тој па е крут, да тој не може ни да разбере да сака, затоа што е покрут. На него не му е важно некој да биде разбран. Тебе ти е важно да бидеш разбран зашто си мека душичка. И нема ништо побаво отколку да разбереш да те разберат, тоа е факт. И убаво е човек да е мека душа. Ама прашањето му е зашто си се поврзал со остра душа? Како? Како така ти да доеш до остра душа? Тоа случајно е некако. Се правиме само малку на 3,5. А како ти дојде да се поврзаш со некој кој што не те разбира цел живот? Како ти тоа го одбра? Како ти така дојде до тоа? Тука е одговорот. Зашто сме ние у таа ситуација? И ако ние не почнуваме да разбираме зашто сме ние у таа ситуација, луѓе, никогаш нема да се исправат работите околу нас, поради тоа што ние не сфаќаме зашто ние сме у таа ситуација доведени да се такви околностите околу нас, затоа што искрено никој не ве терал да бидете со овој тип на човек, тој тип на човек, да најдете таква работа, да трпиш на работа не те разбираат, те малтретираат, па да си останеш на работа, кој те терал, никој не те терал. Ако ние не се разбереме зошто имаме стравови, зошто имаш страв да смениш работно место, зашто ти е страв да кажеш не? Па и острите души, знаете, па ја што им давам на нив како еден тип на пофалба, за кој што па и ги почитувам. Абе, сакаат да кажат не, викаат не. Ти мека душа, тебе не ти доаѓа да кажеш не. Абе, почни малку да кажеш не, да видиш како и тој остров ќе почне да те цени тебе, затоа што ти имаш свои граници, ти имаш свои лимити. Затоа што тој што ќе каже не, некогаш води. Тој што секогаш кажува да, тој никогаш не води. Кој води? Тој што ќе каже не. Ама тој што цело време вика да, јас се согласувам со секој, со све, да нема проблем, само да нема проблем. Да. Тој не води, затоа што мора да е согласно, затоа што некогаш се плаши. У позадината на таа целосна согласност, да. Што е страв да нема проблем? Зошто да има страв да нема проблем? А овој остров како па нема гајле да има проблем? Овој што е мекиов многу се плаши леле да не искрие некој проблем ако каже не, а на овој остров па тој па му е гајле дал ќе искрие проблем. Се веројатно некаде вистината е на средина, луѓе. Овој остров дал ќе стане помек, не знам. Ама можеме и ние да кажеме не. Ако вие сте мека душа, па и ти можеш да кажеш не. Па и ти можеш да кажеш не се согласувам со тоа. Не мора да се караш, а мора да слушаш не се согласувам со. Како ти не се согласуваш, ти не се согласуваш. Видел се. Некој е научен ти за све да се согласуваш. И сега ти си почнал да викаш чекај бе не. Вика, како вако овој кажа не? Зашо овој кажа не? Затоа што кога ќе видите, луѓе, има некои луѓе на кои што име гајле дали вие ќе бидете разбрани или не. Пак ќе кажам, убави не е да си околу човек што ќе те разбере, затоа што нема побаво од разбирање.
Нема побаво да се околу некој кој што сака да ја види твојата точка на гледиште. Некој човек не може да види ништо друго сем неговата точка на гледиште. Некои емоции не дозволуваат тој да види нешто друго. Љут човек, огорчан човек. Па ти знаеш зашто си тажен околу огорчен човек? Ти не си тажен околу тажен човек, ти си тажен околу огорчен човек. Зашто? Огорчениот човек ти вика, ти си изворот на мојата горчина. Си кажеш, леле, како јас сум, шо сгрешив пак, бе, ја не ќе да сум извор за твојата горчина. Ти си тажен околу огорчен човек. Зашто тој огорчен човек ти каже дека ти си изворот за неговата огорченост. Ти си кривец. Ти си му го уништил животот. Ме разбирате? Сега, ти си околу некој огорчен човек, тој огорчен човек обично не се согласува или љут антагонистичен човек, тебе бега, ти бе. И sad ти си викаш, леле, јас сум изворот на неговото страдање. Ти не си изворот на неговото страдање. Тоа е фабрички така. Така му е емоцијата скроена, може би карактерот му е таков. Ти не си причина за тоа. Ако он сака да те обвини дека ти си причина за тоа, сега ќе ви кажеме на работа, ами тој не е причина за вашата состојба. Зашто тој си е причина на неговата состојба, ние сме се причина за нашата состојба. Точно е дека имаме удел у состојбата едни со други, ама луѓе, немаме ние поголема мојти да му речеме, слушај, тој ме направи ваков, ти зашто дозволи тој некој да остане до тебе што те гори цело време. Пегла, ти кога пеглаш нешто, кога ќе поминеш со пеглата еднаш, ај ќе речеш можеби ако не е премногу жешко и материјалов ќе се исправи. Ама ако ти оставиш пегла на маицава да стои поише од 5 секунди, ќе се направи изгореница. Луѓе, таки и во животот. Ти ако останеш покрај некој човек што е пеглава, а ти си викаш, ама ти зашто стоиш до пеглава? Кој те тера да си ти до пеглава? Он ти вика, седи се тука, ја ќе те пеглам од озгора. Ти си се наместил тука и кажеш, тинг, дај, стај пегла од озгора, динг. Сега, луѓе, ние за да разбереме зашто не разбираат, треба ние да се разбереме зашто ни е премногу важно да бидеме разбрани, зашто сме тажни ако не сме разбрани, зашто мислиме дека ако имаме недоразбирање тоа е голем проблем, зашто сето тоа ние мора да го разбереме за нас, особено за луѓе кои што се пресензитивни, дал ќе бидат разбрани или нема да бидат разбрани. Имате па некои луѓе кои што одат у целосна екстрема, да ако некој малку не ги разбере или се толку разочарани, да некој ако не ги разбере или нешто направи, до ни одма се разочаруваат, па тие те немаат работа на себе. Да се вратиме на моите тинејџерски денови. Ја најмалку разбирав и ми беше мака дека не ме разбираат. Са некој од вас не го очекува овој пристап на разбирање. Ме ќе ви кажам еден многу интересен лайф кој што сакам да го изгледате. Ако сакате да имате разбирање со блиските, одите на мојот YouTube канал, ќе споделиме тој лайф деновиве, се вика како да останеме свој, а да се разбереме со другите. Како да останеме свој, а да се разбереме со другите луѓе. На YouTube каналот Др Зарко Костик може да го изгледате ова. Станува збор за 3 точки од кои што се составени разбирањето. Тие точки се откриени од филозофот Хабард. Дека уствари тие 3 точки ако имате со некој човек, вие ќе имате разбирање со тој човек. Ама или можете да го подобрите разбирањето со некој човек. Само ќе ви кажам една работа. Ако ви имате различна емоција, ви текнува нова емоционалната скала од истиот тој филозоф Хабард. Гледате, ако некој е многу високо со емоциите, тој може да разбере, може да се разбере себе си, може да разбере широчина. Друг некој што е на љутина, огорченост, некој што е у безнадежност доле, у себе обвинување, кајање, така тој не може, луѓе, тој е премногу окупиран со себе. Како да те разбере тебе? Љутиот човек уствари е преокупиран со себе. Ти мислиш он е преокупиран со околина, не, тој е преокупиран со себе. Секој човек што не може да разбере, тој е преокупиран со себе. Секој човек што разбира, тој е толку екстровертност има. Да еднаш дојде еден клиент кај мене вика, доктор Жаре, вика, како сте? Мене ме збуни, затоа што не ме прашуваат мене како си. Ја ги прашувам како сте. И ме збуни, викам, ја уште не сум проверил. И гледате, ако ја не проверам како сум, ја ќе ве разбирам. Ама некој човек што цело време проверува како му е, да не му е ова, да не му е она, тука нешто да не го загревало. Тој кај ќе те разбере, човек, тој не разбере зашто се плаши за неговото здравје, тој прво што треба да разбере е тоа. Ама тој што цело време е преокупиран со себе, тој не може да разбере. Не може да разбере. Тој за да разбере, он мора да биде со вниманието екстровертен, мора да биде во околината, мора да сака да помага. Мора да му е гајле за луѓето, мора да му е стало за луѓето. Имаш некој што не му е стало за луѓето, некој кој што е крут, па кај може тој да те разбере? Ти зашто очекуваш од тој да те разбере?
Ама зашто? Ти гледаш? Значи тој е крут, не му е гајле, цело време псуе, цело време се дере, други луѓе напаѓа, сакаш да те разбере. Ма како мислиш дека тој ќе те разбере? Суштината на таквите луѓе е неразбирање. Што е љутина? Неразбирање. Што е огорченост? Неразбирање. Што е антагонизам? Неразбирање. Тоа е суштината на тие емоции. И се ти сакаш некој што антагонистичен, што значи да ти иде контра да те разбере. Тој да те разбере треба прво да се согласи со твојата точка на гледиште. Има луѓе што ама не. Да, ама. Има луѓе што се да, ама. И сега тој да, ама, што значи ама? Ама те негирам. И сега како тој да те разбере? Прво мора да разбереме од кои луѓе можеме да бараме разбирање. Зашто од некои луѓе, ти ако видиш лут човек, како можеш од човек што е лут, што ти оди контра, што цело време те критикува, како можеш да бараш од тој човек разбирање? Не разбира. И се трудиш, па цело време тебе ти играта со тој зашто не те разбира. Па тој не може да те разбере. Ама, апел, разбери ти зошто си влегол во играта со тој човек за тој човек да те разбере. Зашто? Колку повеќе ти сакаш да те разбере, он ти е ама. Ви дадам еден пример. Со еден другар, отидовме во Охрид, кај еден пријател. И се другаров мој збори со еден охриѓанец и се никако да се разберат на тема охриѓани и скопјани. И двајцава да ама. Да ама. Абе луѓе 2 сат свати, 1 сат. Јас сакам да си легнам да си спием, овие цело време, а го чекав другаров да си одиме заедно накај дома и сега овој другаров мој клима, си викам добро, викам овој само ќе му рече окей, не му викам да му рече те разбирам. Не се разбират. Окей, твоето мислење, можам да го видам твоето мислење. Мислев само така ќе му кажа. Не бев мојов пријател и заврши охриѓанецов, а охриѓанецов против скопјанчишчата, а мојов пријател против охриѓанчишчата и се настана конфликт. И се свикам дај само човеков да прекине. Не бе, пријателов мој, кој шо? Не ја разбираше формулата за комуникација. Ама не е така. Леле, викам бе, како ама не е така? Го фаќам за рука, викам, така е, пријателе. Ајде, седим. Затоа што, прво, у некои муабети нема потреба да се разберете. Луѓе, замислете сега некој почнува да разлава политика на слава. Па јас знам што се случуваше со вујкоми, со таткоми на слава, за политика. Значи, тоа беа немили сцени. Луѓе, сега, како може некој да се разбере на таа тема, на слава, ако двајци имаат спротиставени ставови? Дали е нормално на слава се збори за тоа? А едно од омилените игри на луѓето е, дај, на слава ќе збориме, сега ќе оправаме политички ставови. Како ќе оправиш политички ставови на слава? Не, слава е за славјари. На роден ден. А роден ден е за да се слави, роден ден е за забава. Не, овие ќе оправат политика, а 20 години никад не се согласиле на таа тема, ама они сега на роден денов ќе се согласуваат. Ама што сакам да ви кажам? Абе, тие име кејф таа игра. Зашто они влагаат во некоја игра, јас сум управо, ти си укриво, јас сум управо, ти си укриво, јас сум управо, ти си укриво. Прво треба да се свати таму дека прво не мора да има разбирање на секоја тема. И секој човек има истите ставови. Добро, окей, поштојам. Ама ти си имаш една точка на гледиште, ти ја разбирам, јас имам своја точка на гледиште, разбирам, не мора да се караме за тоа. Можеме да најдеме точки на гледиште за кои што се согласуваме. Дај Боже да најдеме, зашто ќе бидеме поблиски. Ако не најдеме, па и тоа е окей. Нема да не се сакаме. Можеби нема да бидеме толку блиски, ама не мораме да се испотепаме. Затоа што разбирам дека не ме разбираш. И ти разбери ме дека не те разбирам. Окей. Имаме теми на кои што ќе се разбереме. Ама зашто да мора да ме разберат? Кога татко ми не морав да ме разбере, најмногу ме разбираш. И се додека имате таков став на леле, мора сите да ме разберат, мора сите да ми дадат поддршка. Ќе ви кажеме на друга работа, интересен универзумот. Секојаш добиваш поддршка кога не ти треба. Кога ти треба поддршка, кога сум одел низ тој период, зборам се пред 15 години, кога ми било можеби најмногу сум го крчал патот и сум го кршел ледот за ова, сестра ми ме разбила. Знаете, луѓе го речат, да, сега те разбиравме сите. Никој не ме разбираше. Ирена, која што моментално не е на лајвов, ама обично е на сите лајвови, фала ти Ирена, ама Ирена е таа која што ми даваше пред 15 години поддршка. И која што и у дадени моменти ќе ми речеше, па ти сега ли ќе се откажуваш?
после сите тие расправи со тато, со едно, со друго, па ти се али ќе се откажеш. И тоа е поддршката која што некој човек му треба. Да, поддршката не доаѓа кога најмногу ти треба. Универзумов е таков. Таков универзумов, прифати го. Па шо? Шо му фали? Ама свати дека универзумов ако разбере дека ти не смееш да останеш сам и дека ти е страв да не останеш сам. Чудно ли чудо? Другари ви ќе те остават сам? Да. Ако универзумов разбере или не знам некоја девојка разбере дека ти не смееш она да ти раскине или не смееш ти да си без неа, таки ти сврти грб. Мислам, не викам дека секоја девојка ќе му сврти грб, да се разбереме, не е тоа факт. Ама ако ти можеш да си сам, и можеш да си со неја, и можеш да си без неа, и си окей, и да си сам, имаш слобода и местата почнува да се местат у твоја корист. Зашто стравот да не останеш сам е тој кој што ќе те мести у ситуации да остануваш сам. Затоа што универзумот ќе те учи на секоја лекција која што не се научил се уште. Ама за да научиш лекцијата, никогаш лекцијата не ја учиш гледајќи на надвор. Лекцијата ја учиш преку дадени техники кои што се направени за да разбереш, затоа што не викам сами да си почнете зашто ми ова вака, зашто ми она така, зашто обично кога се прашуваш сам зашто ми ова вака, зашто никој не ме сака, тогаш само ќе се интровертираш, ама нема да доеш до одговор. Него има дадени техники, дадени начини на кои што може човек да ти помогне, можеш сам да си помогнеш, да дојдеш до одговори со кои што ќе осознаеш нешто кое што ќе ти направи вау, алелуја, ќе ти направи еурека момент. И од тој момент кога ќе ти се направи таа еурека, сознание се вика, кога ќе осознаеш, кога ќе добиеш просветлување на таа тема, вау, уствари ја бркам цело време разбирање, бркам цело време некој да ме сака, почитува, бла бла, заради тој момент тогаш кога бев мал тој то. Сваќам. Има растеретување во тебе. И после тоа си викаш, лебе, овој не ме сваќа, ама мене не ми е важно дали тој ќе ме свати. Зашто сега ти тој кој не те сваќа, ти не реагираш со тага, со болка, со горчина, него тој не те сваќа, ти се смееш, си кажеш, еве го се, тој е тој моментот што колку интересно, гледаш се. Порано ова ќе ме тригеруваше, си кажеш, да. Порано ова ќе ме тригеруваше, сега не ме тригерува. Сега ништо не ми прави овој момент. Ете, си помогна. И се од тој момент ти си у својата моќ и у своја контрола. Зашто? Затоа што си се разбрал ти сам. Океј. Ако сакате да работиме на тие моменти, затоа што, гледайте, никогаш нема да разбереш и нема да бидеш у моќ, ако цело време окривуваш зашто некој не те разбира. Да се разбереме, зашто тука немаш контрола. Зашто ако нешто тебе он не ме разбира, па кој има моќта? Тој што не те разбира. Ама ти, ако се разбереш себе си викаш, слушај, добро бе, овој не ме разбира, зашто не можеш да ме разберам, јас се разбрав. Сега мене ми е јасно зашто се лепам до овакви љути момци кои што цело време се дерат, викаат, сега мене ми е јасно бе, тој момент мене, може би тоа ми е поврзано со татко ми со да бе, човечо, тогаш ја се лепам за овакви момци. Бум. Тоа е моментот на ослободувањето што ќе го добиеш ти. Затоа што ослободувањето е во тебе. Ослободувањето не е во околината. И се додека викаш, тој не ме разбира, 3 прста се на ке тебе, зашто ти не се разбираш. Тој помалку тебе не те разбира, колку што ти себе не се разбираш. Целата идеја на работата на сам себе е да се разбереш кај што не се разбираш. За сите точки во кои што имаш проблем со околината, има некоја точка во тебе која што ти не ја разбираш. И таа точка во тебе која што ти не ја разбираш е клjuč за другите те разберат, или ако не те разберат, ти е гајле дека не те разбираат. Зашто се додека ти си у битка и у игра, зашто некој не те разбира, ти не се разбираш зашто ти си у таа битка. Ти не разбираш себе си, нешто ке себе не разбираш, некој момент не си го разбрал од твојот живот. Зошто си у таква ситуација воведен ти? Зошто ти си у пајаковата мрежа и зашто цело време како мува преташ и колку поише преташ, не ме разбираш, ти не ме разбираш, ти ова, ти никош не се ме разбрал за тоа, ама ти не ме ти секојаш си одиш, ти зашто си одиш, секојаш ме малтретираш, ти секојаш, па он знае дека тебе ти е страв дека он кој ќе земе коферите ќе си отиде и он си оди. Затоа што насетил слабост. И сега, ако некој човек свати, чекај бе, мене ми е страв, па татко ми коферите ги земаш и леко, и сега, кога ќе свати жена, леле, па да бе,
Мене ствари не ме страв од него, мене ме страв. Мајка ми како ќе изреагирала он кој ќе поврзе некои работи. Абе, ако сакаш да судиш, оди си. Ај, да сме малку рад, една недела и ти и ја. Овој ќе се чуди. Не, ќе се врати тој после 45 секунди. Зашто? Па поради тоа што ти немаш протест на тоа. Сега, ако ти немаш протест на тоа, ако ти немаш протест зашто некој не те разбира, имаш поголема шанса да те разберат. Колку поише протестираш дека не те разбират, поише нема да те разберат, зашто протестираш. Не протестирај. Некои работи се какви што се, но за да не протестираш, мора да осознаеш зошто претходно си протестирал. Затоа што некои работи не се во нив, некои работи се во нас. И тие работи што се до нас, мора ние да ги разбереме. Океј, се разбираме. Чао, се гледаме у среда. Поздрав!